Добродошъл, Свети Николе. Да разбирам повеќе за нив. Па по секој случај, кој ти исповеди на секојаш ако ништо друго, знае. Денеска заедно со министерката Апостолска сме во еднодневна посета на Свети Николе, каде што ќе посетиме две компании. Едната компанија е МИК Свети Николе, месна индустрија, и втората БИМ Свети Николе, каде што денеска и сега се наоѓаме. Мене ми е задоволство да видам дека од мерките кои што посебно ги направивме за месната индустрија, резултатите во МИК Свети Николе се позитивни, таму производството е зголемено. На ниво на месна индустрија практично имаме зголемување од 30% на производството, а извоз зголемен 60%. Долги години местната индустрија се справуваше со овој проблем на неконкурентност на нашите производни капацитети и на домашниот пазар и во извоз. Со воведување на мерката за ослободување на царина на дел од суровината која што ова месна индустрија ја користи, мислам дека ја направивме вистинскиот потек, го направивме вистинскиот потек како влада и придонесовме да оваа индустрија има раст и развој. Бидејќи навистина состојбата беше таква да еден добар дел од таквите индустријски капацитети во местната индустрија беа пред затварање или веќе беа затворени. Крајно време беше кога го проценивме тој момент да таква мерка биде донесена, иако била 10 години уназад барана, и можам со задоволство да кажам дека денеска лично се увери во позитивните резултати од оваа мерка и ќе се залагаме да таквите мерки и понатаму бидат носени во интерес на економијата. Што се однесува до БИМ Свети Николе, тоа е една од компаниите кои што ја користат државната помош од Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Тоа е една од 107 компании кои што во Република Македонија подпишаа договори. Лично денеска се уверив како човек од индустријата дека тие сосема соодветно наменски ги потрошиле тие средства во развој на нивната технологија. Посебно ме радува што и домашни инженери дале придонес во тоа со свој технолошки развој. Значи една од машините и постројките кои што тука ги видовме се дело на инженер од локален, значи кој што таквата постројка ја направил многу поевтино и многу посоодветно отколку истата да биде увезена. Воедно, значи во останатиот дел од технолошкиот процес е имплементирана нова опрема која што ја зголемува продуктивноста. Точно за тоа и за таа намена е направен Законот за финансиска поддршка на инвестициите и мене ме радува што стопанствениците тоа го препознаваат и похрабро инвестираат во своите производни капацитети. Само инвестицијата во нова технологија ја зголемува продуктивноста, а само продуктивноста ја обезбедува конкурентноста, а тоа е неопходно на македонската економија да се бори низ светот, бидејќи таа мора да биде извозно ориентирана. Еве имам час денеска во гости да ми пристигнат вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев и министерката Зорица Апостолска. Ги обиколивме МИК Свети Николе и БИМ Свети Николе, едни од поголемите индустријски капацитети во нашиот град. Јас се надевам дека од обиколката сме задоволни кон
помошта што ја пружи владата на Република Македонија во тој дел во зголемување на технолошкиот процес се разбира и во сите економски прашања што подразбираат на овие фирми што се извозно ориентирани да бидат подобри и поуспешни на пазарот, не само на домашниот, туку и на странскиот пазар. Се надеваме дека владата на Република Македонија ќе најде уште напори да и можности да ни помогне на нашите општини да отвориме повеќе индустријски капацитети со цел зголемување на вработувањето на посебно младите во општина Свети Николе, се разбира и во зголемување на стандардот на нашето население. Ги поддржуваме мерките на владата да ги изедначат домашните и странските инвеститори. Тоа е многу важно за нас. Исто така со законот за финансиска поддршка на фирмите при инвестирање, многу фирми почнаа да размислуваат да ги зголемат инвестициите. Ние во БИМ во 2013 година направивме целокупна реконструкција на фирмата со наши средства и знаеме како се работи со наши средства, знаеме како кога ќе имате поддршка од владата. Јас ја поддржавам оваа мерка и мислам дека треба да биде и уште повеќе разработена. Ние во фирмата средствата ги искористивме, направивме палетизер за палетизирање на готовата роба, направивме еден топлински изменувач, каде што го скративме времето на припрема на масата за 4 сати по шаржа, што многу значи за нас. Правиме сега автоматско додавање на полимер со автоматско мерење на полимерот. Работиме на изработка на када за импрегнација и многу други дотерувања на фабриката, со што ја подобруваме продуктивноста, ја олеснуваме работата на нашите вработени и исто така стануваме поквалитетни на пазарот. Благодарност до медиумите, до представниците на владата, до сите гости. Нам ни е драго што денеска бевте наши гости и лично се уверивте директно од лице место за нашето секојдневно работење, кое што во МИГ Свети Николе на некој начин беше доведено во прашање ако не се слушаше мерката за ослободување на царинската давачка за увоз на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Така да нашето работење е овозможено, значи со донесување на оваа мерка за уште за наредниот период. Благодарност до надлежните и до владата што се зафатија со решавање на реалните проблеми на стопанството и на местната индустрија и макар и делумно, меѓутоа до сега години наназад, како што спомна и вице-премиерот, немаше никаков одзив од надлежните. Правичните бројки и резултати веќе ги презентиравме на пресконференција во Стопанската комора на ниво на групацијата и истите се во насока на испочитување на обврските што ги презедовме, во насока на поголема застапеност на домашните производи во домашните маркети, зголемување на вработувањата, зголемување на платите на вработените и крајна цел извоз на готови производи. Одлуката на последниот состанок на групацијата на месопреработувачи во соработка со службите на комората е донесен заклучок за продолжување на мерката, која првично беше планирана на една година, така да го поднесеме барањето за продолжување во наредните 6 месеци и ние од сега ова го зборувам не само како управител на МИГ, туку и како представник на групацијата на месопреработувачи на Македонија. Местната индустрија не бара протекционизам, не бара субвенции, бараме само изедначување на условите на функционирање заедно со странските конкуренти кои што настапуваат со слични или вакви производи на нашиот пазар. Се надевам дека првичните резултати ги убедивме надлежните дека првичните резултати се позитивни и со таа цел ќе го прифатат барањето и ќе продолжат мерката барем во наредните 6 месеци, со што ќе ни овозможи стабилно планирање на наредните предизвици. Ја искористив и оваа прилика денеска и лично да му го дадам барањето за продолжување на мерката. Благодарам уште еднашка на сите гости.